На 27 јуни во Културно-информативниот центар се отвори навистина интересна и уникатна изложба. Ова изложба е на слики, цртежи и принтови од Суире Магале Симоне, кој е уметник од Франција, и македонскиот уметник Сергеј Јордановски. Оваа изложба ќе биде отворена до 10 овој месец и е во рамки на меѓународно уметнички проект. Оваа изложба е во рамки на овој меѓународен проект, уметнички проект. Ова утро нешто повеќе околу оваа навистина уникатна и интересна изложба, повеќе детали ќе ни даде мој денешен гостин Емил Шулајковски, кој е куратор на оваа изложба. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Тел. Добро утро на сите гледачи на Телма телевизија. Најпред да го објаснам мој проект. Петта година поред се одржува во просториите на Културно-информативниот центар во Скопје. Тоа се вика Креарт, значи мрежа на градови, значи културна мрежа на градови за 12 града од цела Европа, кои се мрежени со сите жители, односно уметници што живеат и се родени во тие градови, имат право да учествуваат во проекти во другите градови. Значи, оваа година имав меѓународен повик за Скопје, бидејќи Скопје исто е учесник во овој проект. И се пријавија 24 уметници од цела Европа. Јас како куратор одбрав Суире Магале Симоне од Руен, Франција, и нашиот најмладиот учесник до сега Сергеј Јордановски од Македонија. Навистина верувам дека станува збор за интересен проект со оглед на тоа дека освен што ќе може да се видат вакви извонредни дела, на некој начин доаѓа до размена на искуства помеѓу наши и странски уметници. Па тоа е целта за тоа вмрежување. Најинтересно да бидејќи Културно-информативниот центар во Скопје е единствена институција што имаше услови за со собствено ателје да уметниците цела изложба што е овде представена се создаде во ателјето во КИЦ. Значи проектот почна на 3 јуни, значи скоро месец дена работеа во просториите, значи заедничко. И сите дела што беа создадени во овој проект беа изложени. Тоа е обврска на после завршување на проектот да биде самостојна изложба на двата автори. Напоминам дека двајцата автори, особено гостинката од Франција, беше многу задоволна од престојот и имаше незини видувања од бидејќи она се занимава со ангажирана уметност, значи прави перформанси, објекти, сликар, многу познат е во својот град по зидно сликарство, мурали, и своите представи ги пренесе на сликите, објекти сликани на картон, и еден многу интересен фото видеорепортажа на еден напуштен објект што многу луѓе од Скопје го има забравено. Тоа е базенот на Плаја Виста. Имаше една перформанс, аудио перформанс, само представено во принт на напуштениот базен. Она како бивша пливачка. Прво ми замери што немаме Скопје многу базени, среќа што Културно-информативниот центар е близко до Олимпискиот базен, тоа често беше го посетуваше во Олимпискиот базен да плива. И воедно беше нејзина прва посета на Скопје, на Македонија. Беше одушевена. Освен базените, верувам позитивно. Многу позитивно од луѓето, од храната, од мешаната култура што имаме. Многу беше задоволна и соработката со Сергеј беше многу добра. Можам да го напоминам како уметник, што е најмлад учесник до сега, на што го завршен студент на факултетот на ликовни уметности во Скопје, насока сликарство. И тој е уметник што допрва ќе го гледаме, ќе го пратиме во македонска ликовна сцена. Ова е негово прво самостојно представување и беше спречен да дојде денеска да се снима. Друго нешто што можам да напоминам, дека овој проект е баш на спојување на различни култури. Симоне најави еден голем проект, бидејќи она со соработка со Руен, Франција, градот кај што живее, сака да отвори галерија.
И од локално ниво, нечто слично како нашиот центар, кај што сме тука. И се меѓу првите служби сака да покани млади уметници од Скопје. Што е една голема шанса на нашите уметници да се представат во Франција. Може би ете имаме можност да поразговараме и со Сергеј, иако не беше во можност да присуствува. Сега напоминавте дека всушност во рамки на овој проект уметниците ги создаваат своите дела во ателието на КИЦ. Ако не се лажам, напоминавте дека се подготвувале околу 1 месец. Колку дела се создадоа во тој 1 месец? Во делот каде што се наоѓаме, ако не се лажам, овој дел е на нашиот уметник, а другиот дел е на... Све што е изложено е создадено во рамките на тој. Малце помалку од месец дена, 3,5 недели. Значи, ностоп се работеше, од сабале до вечер, и таа енергија е баш пренесена на оваа изложба, што ги поканувам сите љубители на уметноста од градот и пошироко да ја посетат до 10 овој месец. До 10 овој месец верувам дека ќе ја посетат, но верувам дека имаше посетеност досега. Верувам дека најмногу од скопјани, но имаше ли странски посетители со оглед на тоа дека има и странски уметници кои што овде ги прикажуваат своите дела? Самата местоположба на културни информативен центар имаме ни посета од странски посетители, од туристи, од случаи минувачи и секојаш се посетени нашите простори. Значи, буквално, бидејќи таква не е положбата во центарот, во срцето на градот, ние сме отворени за сите, особено за нормално многу посетители од странство доаѓаат, бидејќи во секој време имаме по неколку изложби, и ако се отвори нека друга изложба, сите посетители ги гледаат сите моментални изложби што се во центарот. При самиот крај сакам да напоменаме, не само на оваа изложба, убаво е да се дојде и да се посетат сите изложби кои што се отвараат во овој културно-информативен центар. Напоменавте дека оваа изложба е до 10, но временски од колку до колку часот, ете, оние кои што не гледаат можеби се заинтересирани, кога ќе можат поточно да дојдат? Од 10 сатот сабаре до 8 навечер. На вечер, навистина долго време, верувам дека ќе најдат слободно време да дојдат и да видат за што станува збор. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да поразговараме и за изложбата, но и за меѓународниот проект. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека уживавте во ова последно вклучување на лице место. Навистина станува збора за една прекрасна изложба во културно-информативниот центар, која што е отворена се до 10 јуни. Ние ве покануваме да дојдете и да ја посетите, а се гледаме, се разбира, повторно утре во новото издание на утринската емисија.